Предпоставките дека ја кажала се веројатно неточни, но ако е вистина, тогаш Марија Антоанета е промотерка на безглутенската исхрана. Лебот, како и колачите, не му припаѓаат на режимот на здрава исхрана, а топлата зима придонесува за многу брза адаптација кон проверени витамински вредности. Ставам како не ставам. Стасана на она недела прави сарма. Шо убава зелката. Кркаме 2 дена кркаме. Јадоме. Како што не ја јаде поп, такви се и предвидувањата дека уставните измени ќе ги проголта опозицијата. Се калкулира дека ќе избели мастилото од нотарските изјави, а цврстиот став ќе омекне како мев, што туку ослободен од притисокот на извлечениот ремен. Па, ќе попушти. Да, сметам дека ќе попушти, затоа што не бадијала е сега дојден кам шикарот, да го наречам од САД. Да, мислам дека ќе попушти и сметам дека тоа ќе биде крајот на Христијан Мицкоски. Доколку попушти? Да. Дека нема да може да општи политичката кариера веќе ќе заврши. На Мицкоски. Да. За разлика од ваквиот навестувачки епилог, има политичари кои не ги напушта сентиментот и носталгијата на времињата кога суштествувале во поголема држава. Тие не се ни обидуваат да се соочат со реалноста, туку си живеат во минатото. У Шише беа додека беше Тито, од тука навака. Затоа они не признаа трети, односно први не признаа они, трети беа русите. И ги убеди и русите да не признаат. Желев го убеди Јелцин да не признаа русите, трети не признаа. Зашто? За да не тргнат од србите. И од Југославија да не тргнат, за да може полесно вака да си играат. Проблем немаме само со надворешниот фактор. Трауми од натрешните конфликти се уште и тоа како живи. За да се реши нешто со соседите, веројатно најпрво треба да се заврши домашната задача. Сега колку и да се правите Скопје за Битола, бил мало дете, бил Тачно, се слагам. би бил дел од Косовски. Ама се слагам, се слагам 100%. Многу поштоен Битола, само што битолчаниве денешни малце се проблематични. Отаму веројатно и се бараат карактери кои може да придонесат за некакво помирување. Имаат влијание низ државата, се почитувани надук. Количеството на објавени фотографии со сенатори, конгресмени, европратеници и комесари, веројатно ветувачка референца. Овој Владко Ѓорчев што се слика поручеци во Конгрес, тоа се ништо повеќе случајни средби. Го видел у ходник, се слика, како знаеш што правеше со Трамп. Ѓорѓе, кој што Ѓорѓе Иванов си намигна со Обама, отприлика тоа е таа комуникација. И на крајот, ништо од сето тоа не бива ако покрај високата политика и длабоката држава на располагање не стојат и сериозни служби. Знаеш ли бе кој е македонскиот Джеймс Бонд? Кој бе? Миле Зечевиќ. Еве, јас се викам Ивица, сите не знаат кој Ивица. Моето име е Зечевиќ. Миле Зечевиќ. Филмски ликови тешко може да ја помогнат на државата. Тие се сепак само актери. На Македонија конечно и треба добро сценарио, во кое секој ќе треба, на вистина добро, да ја одигра својата улога.